Драги гледачи, наш гостин во издание на емисијата Инфорегион е кандидатот за градоначалник за општина Прилеп од редовите на СДСМ, господинот Горан Сугарески. Господине Сугарески, добредојавте во издание на Инфорегион. Добре ме најдов и благодарам за поканата и можноста да одговорам на поставените прашања. Еве, се наоѓаме на некаде половина од кампањата. Пред да започне таа, потпишавте кодекс за фер и демократски избори. Дали имате некакви забелешки за тоа како се води досега кампањата од вашите против кандидати, некакви други забелешки и каква кампања нормално очекувате до 17 октомври? Значи видите, најбитно мене ми е она што сум го потпишал, а тоа во конкретниот случај е поставеното прашање кодексот за фер и демократски избори. Мислам дека барем ми се трудам максимално да го почитувам, да не биде она познатото, само се потпишавме и после тоа ништо како со годините што било наназад и не се реализира ништо од таа работа. Мислам дека тој дел го испочитувам, барем еве и досега. Тоа може оценка да го направат и медиумите и граѓаните. Она што во неколку ситуации го кажуваме дека ми смета што навистина се случува нешто кое што се случуваше во времето на Никола Груевски, кога еве исклучени беа дебати, да има можност од дел против кандидати, меѓутоа жал ми е што ни една дебата не учествува кандидатот на ВМРО ДПМН. Има ли некаква причина зашто се избегнуваат тие дебати? Наведен е некој статус на Facebook, не знам, јас не би сакал да навлегувам, меѓутоа она што мислам дека треба граѓаните да го видат е дека тоа е какви концепти, идеи и размислувања имаме ние за Прилеп, меѓутоа очигледно дека таа можност се избегната во ситуацијата. Од другиот ваш против кандидат Жарко Стевановски исто така имаше еден статус на Facebook напишано дека владењето на СДСМ и ВМРО ДПМН се исти, односно дека се практицираат некои исти работи. Ваш коментар околу се тоа? Значи, апсолутно не се согласувам, го прочитав јас тој Facebook статус, не се согласувам, кажувам дека во делот на демократијата небо и земја е разликата во владењето на ВМРО ДПМН и СДСМ. Јас тоа така го мислам, затоа што и ние заедно со Жарко се боревме Стевановски да таа власт падни, тој режим падни, затоа што навистина луѓето во тој временски период нити можеа слободно да живеат, да размислуваат, да действуваат, а сега е огромна разликата. Секој има се право, медиумите знаете под каква контрола беа тогаш. Значи, граѓаните шетаа буквално со главите наведнати, никој немаше нити случајно името на Груевски и неговата тајфа да го спомни тогаш, така да мислам дека многу голема разлика има. Пак ќе кажам, не станува збор дека е идеално, совршено и безгрешно, далеку од тоа, со грешки и со пропусти, меѓутоа ако споредуваме демократското владење на СДСМ и на ВМРО ДПМН е огромна разликата. Кога СДСМ дојде тука на власт на локално ниво, после 12 години владење на ВМРО ДПМН имаше направила живот за сите. 4 години после тоа сметате ли дека има живот за сите? И дека ја постигнавте целта за која што... Видете, ќе спомнам и ќе одговорам на ова прашање на следниот начин. Мислам дека да во одредени сегменти има подобрување во делот на она што се сработило во овие 4 години. Апсолутно, зборувам во делот на инфраструктура и така натаму. Меѓутоа не можам да го исклучам периодот на последната година и пол, кога апсолутно се појави ковид кризата, која што е страшна, да кажем, еве со најнародски зборови, бидејќи приходите на општината и како и на државата се во голема мера намалени, дел проекти навистина кои што требало да се реализираат од објективни причини, не е дека некој сакал поинаку да биде, не можеле, и тоа мислам дека е вака сериозен хендикеп за и локалната самоуправа, меѓутоа мислам и државата. Затоа што голем дел на средства кои што требаше да се употребат во инфраструктура, во она што значи поинаков тип на живот на граѓаните, мораше за најважното да се употребат, а тоа е за нивното здравје, и затоа државата во тој период и се задолжи во голема количина на пари, се со цел се разбира да ги спаси граѓаните колку што се разбира може од она што е најлошо, таа е ковид криза, која што за цел свет, не само за Македонија, беше голема непознаница. И е уште уште. Пред да започнеме со прашање околу вашата програма, само сакам да ја прашам уште едно. Досега ви има повеќе пати прашано, но зошто Сугарески се врати во Прилеп да биде кандидат за градоначалник на Прилеп? Дали имаше, која беше вашето главно мото и дали партијата не беше задоволна од тоа како Илија Јовановски овие 4 години ја раководеше општината? Значи, да, се согласувам, ова прашање ми го поставуваат сегде. Главниот мотив е дека го сакам премногу Прилеп. И сето моје искуство кое што го имам од централно ниво, значи пратеник 9 години во Собранието на Република Македонија, потоа бев министер во владата, 3 години нешто и 6 месеци директор на Царинската управа, за која што и резултатите во тие 6 месеци се подобри од 2019 година кога немаше ковид криза. Меѓутоа, по неколку месечно размислување,
ја поднесов кандидатурата прво во СДСМ, затоа што навистина сметам дека со целокупното искуство, знаење и вештини кои што ги поседувам, мислам дека навистина можам дополнително да помогнам, посебно во делот на, не знам, инфраструктура, генерални урбанистички план, не знам, детални планови и така натаму, претпоставам прашања за кои што и ќе одговориме низ емисија. Главниот мотив ми е тој и навистина мислам дека заедно со мојот тим можеме да направиме да Прилеп биде едно од најдобрите места за живење во Македонија и апсолутно мислам дека сум спремен, имајќи во предвид кои се проекти ги работевме низ периодот, ќе разговараме низ емисијата, сакам и да ги знаете и вие. Навистина се дел насочени и према Пелагонискиот регион и према Прилеп, кои што треба да се случуваат во следниот временски период и мислам дека како човек, заедно со мојот тим, можеме да го изменаџираме ситуацијата, навистина да го направиме Прилеп да биде по-добро место за живење. На вашата прва пресконференција истакнавте неколку капитални проекти, како што се уредување на влезовите на градот, булеварски решенија, сообраќајници, реконструкција на патната инфраструктура, нови паркинг места, кружен тек и автобуската станица, уредување на градската река Дабнички канал и семеен парк Прилеп, зелена оаза и релаксација. Дали ќе бидат овие вашите топ проекти кои што ќе ги реализирате и што друго нуди вашата програма? Добро, овие ги истакнав како проекти и како потреби на граѓаните, затоа што навистина сметам дека ова е и потребно и е важно за градот, но се разбира, ако во дел на мојата програма гледате, ќе видите дека и таму има сериозни други проекти од типот на, не знам, театар, обиколница и така натаму, кои што се иницирање на постапки кои што каде што треба во едната ситуација јавното претпријатие за државни патишта, обиколницата што е, да помогне и исто така и Министерството за култура или владата на Македонија треба да помогне во делот на изградбата на театар. Зошто овие проекти се дадени? Затоа што реална потреба има. Јас и ако ме прашате дали овие сите пари, дали сите овие проекти кои што ги предлагам би се правеле со општинскиот буџет, одговорот е не, затоа што голем дел на средства ќе бидат обезбедени по разноразни други основи. И сега тука ќе го земам пример уредувањето на влезовите во Прилеп. Еве, сакам и вие и граѓаните да знаат дека еден од влезовите во Прилеп, тоа е Леце Котевски улицата, тоа е кај патот према Крушево. Наредна година преку Министерството за транспорт и врски 2 километри ќе бидат асфалтирани. Значи таму ќе има целосна реконструкција на патот, нормално осветлување и така натаму. Тоа е проектот кој што како министер го работев и еден пример е таков улицата Леце Котевски, Вице Козар, која што е така направена. Тоа е проектот Светска банка, кој што го сработивме од 2018-19 година во Министерството и се однесува за изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Се изнајде начин како државата да помогне во делот на подобрувањето на локалната инфраструктура на општините, затоа што државата не може да гради инаку локални патишта и улици, тоа е чиста надлежност на локалната самоуправа. Меѓутоа изнајдовме ние форма како врз база на проекти кои што ги даваат општините, државата ги финансира тие проекти и Прилеп доби тука 1,2 милиони евра. Еден дел од средствата се во Мице Козар улицата, другиот дел се овде, значи 2 километри ќе бидат ваму, да видиме доколку преостанат средства ќе можат да бидат употребени во другите делови. Го земам само како пример. Стварно мислам дека огледало на градот се влезовите и на тоа треба да се направи. Овој еден влез го зедов затоа што сметам дека навистина има начин како дел од средствата да бидат преку државата, преку други европски фондови, така натаму. Овде ова е тој пример. Гледате дека уредувањето добро се направи таму, да инвестира, затоа велам, ако сакате можеме да се зборуваме со бројки и со податоци. Пример за во овој период, ако ја гледаме, ако одите према Вештачкото езеро и да ги гледате пропратно двете улици, Дабнички, кај што е Дабничкиот канал, да, и кај 4 јули. Се направени во овој временски период. Сега, продолжуваме понатаму, ги поминуваме касарните и ката-центарот е во овој временски период 11 милиони евра, кои што велат, абе, тоа не е ништо, а тоа е едно во државата, и с краја било да треба да биде употребувано. Патот за езерото е комплет направено кога јас бев министер и проектот на езерото е сега направен. Затоа велам, многу има разлика во владењето наше со ВМРО ДПМН. И имаме простор да зборуваме зошто за ова треба да се поверува. Експресниот пат Прилеп градско ќе се поврзи со автопат. И за тоа може да зборуваме. И тоа така ќе биде уреден влезот од према Скопје.
со булеварско решение и со булеварско решение ќе биде и со реконструкција исто преку патот решен до Битола. Таму целосна реконструкција ќе се прави до Чумовчани. Тоа го земам и како врски ќе биде веројатно од првите приоритети на новата локална администрација. И сите други влезови, претходно друг влез спомнав на Прилеп, стариот пат Битола Тополчени Прилеп е направен сега. Овие 7-18 километри во овие изминати години. И затоа велам, како гледало на Прилеп, мислам дека треба да бидат влезовите и на тоа се насочуваме. Она баш да се види дека исто предвидуваме продолжување на булеварското решение од влезот на Скопје практично до солидност. Кружен тек е новата автобуска. Тој ми е единствен кружен тек кој што го ветувам во изборната програма, гледам се расфрлаа со по 4-5. Одредени луѓе го спорат ова. Ја мислам дека врз база на сите консултации кои што ги правам, изводливо решение кружниот тек. Единствено тука се спори затоа што кога се слегува по улица Војводинска Точила, повторно треба да се чека, исто така откај новата бензинска пумпа која што е направена, и тука би имало некој мало чекање. Да, меѓутоа мислам дека ќе изнајдеме ние начин, го гледавме со луѓе кои што се на струката и мислам дека ќе изнајдеме начин како тоа цело да се реализира. Во делот на другите два проекти, за да остане простор да одговориме на други прашања, уредувањето на градската река, тоа е делот на Дабнички канал, мислам дека го имаме и целосно тој проект и вака е поприлично добар тој проект. Мислам дека и тој во првите години треба да биде реализиран и останува семејниот парк, ова кој што го спомнавте, тоа е релаксација, тоа е многу поголемо нешто од она што се случи на езеро, значи Гевестачкото езеро. Тоа е еден од поголемите проекти за кои што не може сама локалната самоуправа да го финансира. По изработката на тој проект, по предмер пресметката која што треба да се направи, мислам дека дел средства мора да се обезбедат, како што беа обезбедени за Вештачкото езеро. Тоа е огромен простор, се однесува од Чаторов камен до Селечка и сметаме дека со сите придружни дејности кои што може да ги има, парцелите сме ги проверили, сето е на Република Македонија, што е исклучително битно, значи да се избегна било какви експроприации и така натаму. И мислам дека во еден подолг временски период, јас не можам ова да го ветам дека ќе биде во првата или втората година, затоа што навистина се работи за нешто крупно, сериозно и за кое што цел тим буквално треба да работи. Она често пати Дарко што го зборуваме дека на Прилеп му треба дополнително катче и за млади, и за возрастни, за се, навистина да, тоа е со спортски игралишта и така натаму, со еден куп други. Би се аплицирал до некакви европски Да, би се аплицирало и до министерствата и до европски фондови. Значи апсолутно и амбасади и секаде онаму кај што мислиме дека можеме да добијаме помош. Навистина мислам дека како е замислен тој проект, мислам дека би било одлично за Прилеп. Јас сум убеден дека со целосна посветеност дека тој проект може да биде реализиран. Дај Боже само да ова ковид криза побрзо заврши. Знаете дека функционирањето со ковид криза и нормално функционирање е многу различно. Приходите на државата и на општините се помали, мораш да ги употребуваш средствата во мерки кои што значат одржливост на живот на граѓаните, а не камо ли да вложуваме во друг тип инфраструктура. Овие се отприлика работи кои што се вака и ударно што ги кажуваме, можеме за многу. Јас тука не можам да го исклучам, иако спомнуваат дека секако од 2023 година ќе дојде дека е генерален урбанистички план и во плански период потребен. Тоа мора да се направи, меѓутоа мора и сериозно да се работи на деталните урбанистички планови, од поголемите барања на. Каква е моменталната состојба со генералните урбанистички плани, со тие детални планови? Дали на еден начин се кочница тие планови за неиздавањето на градежни дозволи, една од главните забелешки на бизнис секторот во овие 4 години, затоа што според некои бизнисмени десетици милиони евра моментално на еден начин, ајде условно кажано, се заробени, не се вложуваат токму поради тоа неиздавање на градежни дозволи, тоа значи и неотворање нови работни места. Што се случува? Зошто имаме застој во овој сектор? Ќе видите вака, ќе ги одговорам многу децидно. Една и од причините што се кандидираме и ова. Со искуството затоа на почеток што го влечам од Министерството на транспорт и врски, мислам дека дополнително може да го употребиме овде. Видете кој е. Сега ќе зборуваме многу народски за да не свати народот. Прво, деталните урбанистички планови си ги работи општината. Од почеток на постапката тоа подразбира изработка,
спроведување на анкета. Кога ќе се спроведи анкетата, тогаш деталните планови доаѓаат во Министерството за транспорт и врски. Министерството, значи, издава согласност дали деталните планови се во согласност со ГУПот и дали исполнува стандарди и нормативи. И толку е улогата на Министерството. Го враќа назад на општината, доколку има одредени забелешки, треба да бидат постапени и потоа на седница на совет се носат плановите. И тоа е оно кое што мислам дека треба да се работи максимално во следниот период. Планскиот период на генералниот урбанистички план истекува во 2023 година и ГУП мора да има нов. Која ми е целта? Целта ми е да направиме не измена на ГУПот, туку да направиме нов ГУП кој што ќе има сериозен, ова што ме праша, градежен опфат и овозможиме дополнително врз база на него да се изработат плюс детални урбанистички планови, за да може општината прво да се овозможи на инвеститори, бизнисмени и така натаму да купуваат земјишта, да градат, да се шири тој опфат. Сега има пречка околу се тоа. Во дел има пречка, во дел има планови недонесени. Секој треба да знае. Ме прашавте за одобренијата за градба, тие се викаат градежни дозволи популарно народски, значи тие не може да се дадат ако нема план. Без урбанистички детален план, да, ти можеш ова да биде твое овде, меѓутоа без предвидено да е урбанистички план, ти не можеш одобрение за градба да добиваш. Тоа е многу јасно. И сега дел кај што не се донесени урбанистички планови, де факто не можеш да градиш, иако земјиштето е во твоја собственост. Во тој дел, мислам максимално да бидеме посветени, уште буквално од првиот ден, значи од првиот ден, со победувањето на локалните избори, седнување и решавање на овие проблеми. Се со цел да, навистина јас мислам и сумна мислење, дека само луѓе кои што не постапуваат по забелешки одредени дадени и дека само со упорност и не знам, посветеност не може за неколку месеци да не биде детален план донесен. Согласувам, да. За колка временски видите имате големо искуство околу тоа, за колку време се носи еден ГУП и еден детален? Тоа е со рокови врзано. Многу е битно изработувачот. Видете што е. Вие изработувате опфат. Деталниот план е дел од опфат на градот. Еве се работат и на населените места, на 30 населени места се работат урбанистички планови. Добар дел треба и до Нова година ако оди постапката да бидат готови. Видете што е. Зависи од изработувачот. Некаде имаш го работи јавното претпријатие за урбанистички планови, некаде се собираат собственици и врз база на нивни договор проектантски бироа му работат планови. Анкетата и таа е 15-20 дена. Кога Министерството дава забелешки, и таму има рок, 20 дена. Во тие 20 дена ти треба да постапиш по забелешките, да го вратиш назад, да добиеш согласност, за да продолжи постапката. Да биде еднаш два пати вратено по заради одредени постапувања. Видете, се ствара фама дека ако некој добија 30 забелешки за планот, леле ки знаеш што се даде. И после имаш одговор да тие горе се, овде се не се горе. Не. 30 забелешки можат да бидат 25 од нив технички, дали да се однесува на насловот, дали се однесува на запирка, на не знам, технички, и 5 суштински кои што треба да бидат постапени. Тврдам дека за неколку месеци се носат деталните планови. И тоа, тука си го право, значи, е едно од барањата, од клучните барања на бизнес секторот. Јас намерно одам во фирмите да разговарам и со раководствата, и со работодавците таму, и да исклучиво што ме интересира. Нивното инвестирање се базира на ова. Ние неколку зони треба да се изработат планови, еве се гледам дел се донесоја низ. Кога бев министер по согласностите, знам ги донесе советот, меѓутоа дел што се поврзани посебно со периферниот дел на градот, тие мора да се донесат со цел да навистина возможиме на овие луѓе и да добијат утре дозволи и се разбира да градат, а на тој начин општината ги има главните придобивки, а тоа е со продажба на градежните парцели добива средства, со комуналите добива средства и на тој начин да не биде само собирањето на приход од данок на недвижности и од не знам одобренија за Кога станува збор за бизнес сектор, кои се нивните други барања, освен заврзување на овој процес на решавање со деталните планови, издавање на дозволи за градба и така натаму? Клучното е тоа. Значи клучно е овозможувањето како тие луѓе да инвестираат, да го прошират своето производство. Како општината може да создаде подобро бизнес клима во Прилеп за
да се развива стопанство. Еве ова е, значи она што го кажа ви претходно. Детални планови да се донесат. Со носењето на деталните планови, зборувам сега за овој период, и видете, ако во 2023 година треба да се донеси нов ГУП, тој треба сега да се работи. ГУП не се носи за 3 месеци, ајде генерален план е донесен. Тоа е подолг процес. Меѓутоа, за ова што ме праша, исклучиво тоа е битно. И едно од неве. Немаше фирма каде што не разговаравме и прво барање е тоа. Да, тие има попатно и други работи што ги бараме, меѓутоа клучното барање на сите без исклучок. Се регулацијски планови, детални планови, го спомнуваат ГУПот, затоа што некои прашања треба за да може со детални да се решава и со ГУПот треба да биде решен. Ако не се решени, тоаш нема да може со новиот ГУП кога ќе се донесат детални планови мора да бидат во склоп, инаку имаме пак проблем. Затоа велам, мислам дека и искуството кое што го имам и она начинот на кој што сметам дека за мене е најбитно, а тоа е достапноста и комуникацијата која што ќе имам со не само со деловната заедница, генерално со народот, со граѓаните и така натаму, ќе возможи да навистина решиме поголем број на проблеми. Дополнително, ќе го кажам и тоа што на одреден начин, без разлика што сум дипломиран правник и магистар по политички науки, е дека искуството ќе го искористам на тоа што централната власт, мислам дека добро ја познавам, и начинот на она на кое што можам за Прилеп да помогнам е тоа да одењето она што би значило на локална власт, на градоначалник во Скопје и барањето, мислам дека тоа како аргумент ќе ги имам, а тоа ќе биде со носење на проекти, на планови и така натаму, затоа што ако не однесиш одавде проекти или некако било каков план, поидиш со ништо и одговорот оттаму ќе биде ништо. И затоа велам јас сум спремен за оваа работа, да ги туркаме овие процеси напред и мислам дека на тој начин ќе одговориме на она кое што не само деловната заедница, туку генерално граѓаните го бараат. Еве, го спомнавте одењето во Скопје, значи дали и Сугарески кога ќе појде во Скопје ќе има храброст таму да тропне на маса и да рече ова сега ми треба. Јас тоа сум го правил и во собрание и во влада. Извини вака што можеби не го ни. Да, значи јас тоа сум го правил и ако имаше прилика да слушате на мојата промоција, еден од министрите кој што беше тука присутен, сегашен министер за здравство, и тоа го кажа. Значи апсолутно секогаш кога било поврзано, посебно е генерално и со луѓето, меѓу посебно со Прилеп, тоа сум го правил. И сега дрко резултатите излегува. Ја не знам колку има овде време да зборуваме. Ја ќе кажам точно се што е направено и што сега како резултат иде на тоа работење. Кратко само за да ве прашам за околу инфраструктурата. Тоа е прашање што ви го поставуваат. 30 години пелагонија и едно од барањето на бизнисмените остана како степ од црево, се ветува од многу премиери, од многу влади, досега автопати и експресни патишта не се направи. Тоа се почна, значи еден експресен пат, беше прекинат, сега повторно гледаме дека се интензивираат работите, се даде еден рок 2023 година. Некои од граѓаните се скептици, познавајќи тоа како се одвива работите во минатото, дали ветувате, еве вие ли ги познавате приликите, дали до 2023 година Пелагонија би се поврзила со тоа експресен пат со Градско, Велес и Скопје понатаму. Значи два дела, првиот дел околу делот на Прилеп Градско. Јас те поканувам кога сакаш, значи тоа се неколку делници. Прво имаме на Градско Дреново, мислам дека и бевме присутни тогаш, не знам дали вие бевте. Да, кога се даде тој рок од страна на министерот Бочварски 2023 година. Да, тоа е Градско Дреново, првата делница кога идиш од автопатот коридор 10. Се работи турбо. Се работи турбо, значи. Работи штрабак и се работи турбо. Јас се пред неколку дена пак поминав оттаму чисто да видам информативно. Пред месец и нешто дена продолжи изградбата на делот на Фариш Дреново. На 5-6 локации и вчера пак имав прилика да видам како се работи турбо. Во текот на овој месец, после добивањето на сообраќајниот режим, отпочнува реконструкцијата на трите ленти. Фариш Прилеп. Така да, мислам дека треба да се испочитуваат тие рокови. И паралелно, за автопатот Прилеп Битола, знаете дека пред месец и нешто се донесе, дури работеше собранието, се донесе закон. Тоа е специјален закон и се однесува на 3 автопатишта, со фирмата Бектеланка, таа е америчко-турски конзорциум. Едногласно го гласаја, значи, таму пратениците, немаше исклучок власт опозиција, и кој влегува и автопатот Прилеп Битола. Тоа е поинаков, значи ги исклучува другите закони за градење и така натаму.
И тоа е единствениот начин како тој пат јас го тврдам од оваа позиција сегаш, еве сега не сум министер за транспорт, дека тоа е единствениот начин како овие патишта побрзо да не ги чекаме овие 10-15 години и да не остане Пелагонискиот дел некое тесно грло сообраќајниот, дека тоа ќе се направи. Тоа е по типот на дел од автопатот на Косово кој што е правен, истата фирма го има градено. Значи ќе се оди по друг стандард на градење, како проектираш, се си зема фирмата обврска, значи од проектирање, репроектирање, експроприации, ревизии и така натаму. И како се проектира патот, така и ќе се гради. Зборувам за автопатот Прилеп Битола. Очекувањата мои се дека ќе заврши работа. Турбо се работи. Значи, еве имав можност да видам некри на градско Дреново, каде што веќе ми дури машините се излезени на буквално на автопат, како еден виадукт кој што треба таму мост да се прави, така натаму, така да мислам дека апсолутно не сум скептик, туку сум, бидејќи видете. Не сакам за ова да зборувам, меѓутоа самата ситуација ме наведува да зборуваме. Се повеќе вака иди. Во интерес на времето, би сакал да ви поставам за потпишување на некои фиктивни да се задржиме повеќе на програмата на локално ниво. Не, окей, дека ми постави прашање, готово. За гасификацијата што би ви поставил, ја донесовте значи примарната гасоводна цевка, тука е веќе над Прилеп. Кога би имале значи изградба на секундарна мрежа во градот? Вака. Добро е ова што го знаеш ти дека е примарната донесена. Сега. Пред година и повеќе време владата донесе одлука да прво секундарната, потоа терцијалната гасификација се прави со јавно-приватно партнерство. Се сеќавате дека порано можеше да се направи предпријатие за газ како ова што се направи овде, имаше право на избор. Меѓутоа владата донесе одлука се во интерес за да биде побрзо и поефикасно направена секундарната и терцијалната гасификација. Од она што го знам јас, тендерот е завршен во Министерството за економија и очекувам до крај на годината да биде изведувач и од наредната година веќе да отпочне процесот на секундарна дистрибутивна мрежа е таа, која што ќе се прави по градовите, така да во овие години очекувам навистина интензивирање на тие активности на секундарната. Прво знаете дека прво објектите државни што се, тоа е секундарна, терцијалната се игриганите. Така да очекувам дека во овие години од наредната година дека тоа ќе се случува. Тоа точно треба да се види планот кога е за Прилеп и да видиме бидејќи магистралниот гасовод е донесен тука како што кажа и ти. Позборував малку за вашите планови кои што ги имате околу инфраструктурата во Прилеп, како што се кружни текови, нови булеварски решенија така натаму. Кружен тек еден, да. Кога станува збор за проектите околу образованието, дали имате што се планира на тоа поле, нови градинки, проекти за младите? Видете, значи јас најавив во образованието 3 проекти вчера, кои што се однесуваат на оброците, кои што се однесуваат на униформите и на едукативните екскурзии, каде што општината може реално да земи обврска, да ги помага во тој дел. Тоа е еден поголем проект и зафат, за кој што ќе се трудам, барем еден оброк да овозможиме на децата во основните и во средните училишта, дополнително униформи да има без исклучок за сите и тоа ми е целта да луѓето, како да ви кажем, бидат равноправни. Да не се осети разлика, класна некаква, во делот на учениците. И третиот елемент е овој делов што е исклучително битен, едукативни. Боруваме едукативни екскурзии, еднодневни и така натаму, каде што општината навистина во делот на средства, на превози и така натаму може да помогне. И мислам дека тоа е важно. Во делот на градинки, гледате дека се гради градинката во Точила. Мислам дека околу 200 деца таму треба да предстојуваат и моето размислување е дека навистина еден добар дел на проблемот со се постоечките градинки ќе биде решен. Мислам дека во изминатиот период доста вака и се имаше работи кои што се направија во основните и средните училишта, гледате и сами во основното училиште Кире Гавриловски се гради салата, целосна реконструкција се прави на гимназијата, доста работи беа направени, баш се разговарав и со пред известно време и со директорката на Хемиско Тутунско училиште дека доста работи се реконструирани, да не ги наредувам сега сите овде. Меѓутоа, посветеноста моја, посебно бидејќи образованието и здравството за мене се на врвот на агендата, без разлика дали сум на функција или не, ќе бидам максимално посветен во тој дел и навистина се што е во интерес на воспитно-образовниот процес, апсолутно стојам на располагање и ќе помогнам на сите можни начини, дали преку општината, дали со барање на општествено одговорни фирми да помогнат, како тоа
да се прави. Исто така тука дополнително би го спомнали дуалното образование. Мислам дека вчера имав и со занаечиската комора имавме, наистина ќе се трудиме и тој дел да се одржи да на крајот овие 350 занаечи што се да не останат на крајот нула, да станат да навистина прилеп во духот и на старата градска чаршија, но и се разбира на она што значат тие дејности, мислам дека треба да има некаква одржливост. Ги спомнав младите, кога сме кај младите, кои се вашите проекти за младите? И тука морам да ви поставам уште едно прашање. Дали конечно после 30 години една практика која што се одвива во држава ќе престанат партиските вработувања? Едно нешто како главна причина за младите за иселување. Не е повеќе можеби парите не се причина за иселувањето, туку неможноста да се борат со овој систем. Тој млад квалификуван кадар заминува, останува тука. Зборуваме 30 години, значи сега, за сите партии. Значи, оној семејниот парк, ова што се случуваше на езеро, Младинскиот културен центар кој што ми е предвиден во програмата, и еден куп други работи можам да ги набројувам овде. Најголемиот дел на мерки за младите поврзани се од државно ниво. Се она што ќе значи соработка и со невладин сектор, и со млади, и со се од општината, апсолутно ќе биде од моја страна испочитувано и исполнето. Меѓутоа најголемиот дел на мерки кој што ги носи државата, малце пред емисијата разговаравме за дело на економски мерки кои што се поврзани со младите, апсолутно се во таа надлежност. Да, тоа подразбира дека и градоначалниците без разлика што немаат директна надлежност во централната власт можат да инициираат мерки, познавајќи го премиерот, навистина можат мерки кои што се економски одржливи да се предлагаат и да навистина се носат. Тоа е низ периодот, низ одредени мерки се покажало. За партиските вработувања сакам да се вработуваат квалитетни луѓе. Јас уште на почеток на мојата кандидатура кажав, овој сакам да биде граѓански концепт, во кој што ќе бидат вклучени сите мислечки умови. Тоа не го кажав декларативно, туку беше суштински и мислам дека не само за овие 30 години, туку и за идниот период, мислам дека ние треба да се потрудиме да оној квалитет на луѓе, посетуваме врата на врата луѓе, разговараме, има некаде луѓе кои што с 10-15 години се магистри, мислам, завршени факултети, високи образование и така натаму, не добиле можност, а се со просеци и така натаму, мислам дека тоа ќе се потрудам во најголема мера да го имплементираме и навистина да го искористиме она што го најавувам, целиот мислечки потенцијал на Прилеп и навистина да се најдат во државата. За мене е најлошо ако некој ми спомни родител, детево ми е странство или го испраќам сега странство. Сакам луѓето да остануваат тука. Тоа е еден од аспектите на она што би се борел јас со сите надлежности што ги имаме и ги немаме, да младите останат тука и навистина да искористиме тука и меѓутоа и да му возможиме сериозна екзистенција нивна, а не да работат колку да работат. Тука би сакал малку да разговарам околу два аспекти. Едно е културата, а другиот е оној спортскиот дел во интерес на времето. Имаме стар театар повеќе од 100 години. Ингеренција не е на општината, ниту има средства да направи нов театар, а се ветуваше уназад години и години, не само претходниот началник, него и тој пред него. Но еве театар Прилеп не доби, иако го имаме еден од најрепрезентативните фестивали во еден Чернодрински. Имавме едно кино кое што не функционираше како што треба, сега во што не ни функционира, што се планира на ова поле? Значи, идејата за театар останува, меѓутоа не случајно ги спомнав јас, не случајно во неколку наврати ја спомнав ковид кризата. Идејното решение е завршено за театарот, за новиот театар кој што е предвиден. Знаете дека тоа се поголеми вака средства, тука општината апсолутно многу малку може да направи. Затоа што тоа се средства од државен буџет преку Министерството за култура. Ќе притискаме да во сите буџети, претпоставам дека тоа и ќе биде повеќе годишна јавна набавка, не може тоа во една година да се направи, да го внесеме во буџетот на државата и во тие неколку години јас ќе разговарам и со премиерот и со министерот за култура, како иден градоначалник тука, за да навистина и ова вие што го спомнавте дека стварно голема традиција и со фестивал сериозен кој што е почитуван и не во Македонија туку и надвор, навистина го допринесеме да што побрзо се направи. Не можам да ставам рок овде.
Нормално, ова не е значи во ваша ингеренција, но сепак ние во- колку и- може и- општината и- да притиска. Општината ќе притиска максимално и општината согласно постапувањето на идејниот проект, основниот понатаму и така натаму, ќе направи се да тој проект побрзо стигне во прилеп. Инаку не би се обврзал со рок овде затоа што тоа е надлежност на Министерството за култура. Тука е и спортската инфраструктура, значи во изминатиот период конечно се реновираше и се изгради, мислам се реконструираше стадионот Гоце Делчев. Сега победа игра конечно тука, но сепак остана дел од она инфраструктура која што на еден начин е запоставена. Имаме сала Македонија, имаме универзална сала, салата Партизан е во лоша состојба. Колку општината може да направи нешто за подобрување на оваа спортска инфраструктура и кои се надлежностите на локалната самоуправа врз овие објекти? Значи видете овде во делот на реконструкцијата на стадионот, мислам дека најголемата работа е завршена, мислам дека останува уште делот на столиците за кои што предпоставам ФФА има земен обврски и целосно да биде завршен стадионот, на него ќе победа игра и победува и тоа е многу битно за Прилеп затоа што навистина и сите како најфудбалски, најспортски град тоа го посакуваме и тоа треба да продолжи во тамошниот период со влегување на победа во прва лига. За делот на другиот дел на поставеното прашање. Од она ја што го знам, се води постапка за префрлање на универзалната сала, зборуваме за Тутунски комбинат таму, поранешна, за префрлување на користење на општината. Мислам дека таа постапка со изборниот процес запрена, ќе продолжи после изборите и конечно ќе може и општината да ја превземи. Тука треба многу да се види битно на кој начин ќе биде префрлањето, бидејќи таму има со едната трибина има проблем со статиката, за да може и општината дополнително да изреагира таму во делот да се разбира таа сала да биде користена. Тоа би требало да го работиме после изборите. Исто го земаме делот на реконструкцијата на салата Партизан и тоа е во мојата програма пишано. За салата Македонија треба тоа со државно ниво да го видиме, во која состојба ти најлесно е да кажам, нема проблеми за сала Македонија, нема проблеми за ова, меѓутоа си земаме обврска да ги видиме прво имотно-правните односи, на кој начин, какви се договори склучувани што, за да се разбира да видиме во каква можност и која би била нашата утре можност да таа сала биде ставена во користење. Дали тоа треба да си го земи државата? Мислам дека тоа државата треба да го земи, не општината, меѓутоа да видиме што можеме во тој дел да направиме. За Партизан и за универзалната сала, мислам дека општината може да сериозно да влие, да се направи. Тоа нема да биде како еден од првите исчекори малку. Кога станува збор за културно-историските споменици, не се надлежност на општината, но би сакал тука да ви поставам прашање. Го имаме еден трескавец. Исто да му го постави на вашиот против кандидат од 13 век. Имаме манастир во Марија 750 години година одбележува. Исто така могилата на непобедените, меморијален споменик на културата, се распаѓаат. Што може општината тука да притисне, затоа што ови се навистина значајни културно-историски споменици и велелепни храмови за Прилеп кои што од една страна прилекуваат и голем број туристи, а туризмот знаеме дека е една од економските гранки на општината. Општина, исто и овде општината има многу малку ингеренции или воопшто ги нема, меѓутоа може на одредени начини. Еве ќе ви кажам, го спомнавте манастирот Трескавец, таму на пример е во времето на моето министерување преку проектот на ТАФ, на пример е предвиден водоводот да се прави таму. Ова може да ги прашате таму и како што се работи со Пашовски ливади, ќе се работи делот на Трескавец. Една од помоштите која што државата на начин на кој што се возможило, општината ги даде тие проекти преку Министерството, преку владата, ќе се реализира. И за сите овие работи. Овде, Дрко, станува збор за лобирање од страна на локалните власти. Токму тоа сакав да кажам, зашто станува збор за самиот објект како црква. Еве, например, со такво лобирање 10 километри направивме од патот за Маријо, например. Пред неколку дена беше во многу оштетена состојба, пример, лобирањето беше сериозно и не гледавме дали колку и како жители живеат таму, туку гледавме како да се овозможи на тие кои што потекнуваат од таму, дополнително и кои што одат на разноразни настани поврзани со мотоциклизам, мотори, џипови и така натаму, да тој дел се овозможи. Да го развијаме тој малце повеќе алтернативен туризам кој што сите го спомнуваат. Значи, нашето лобирање во овој дел, јас имам одлични односи со луѓето кои што раководат со овие институции, со овие манастири и цркви, така да се што е од моја страна како испомош нивна, стојам на располагање. Инаку директна надлежност немаме во тој. Го спомнав меморијалниот музеј Могилата,
навистина му е потребна реконструкција, а исто така како станува збор како парк, ако го земеме тој целиот простор, се наоѓа исто во една лоша состојба. Дали имате предвидени нови парковски површини кога сме кај ова прашање во Прилеп изградба нови парковски површини, освен овој паркот што спомнавме? Таму и во страдбата со боречката организација ветив дека ќе има реконструкција на тој дел на могилата и мислам дека тоа треба да се случи и тие луѓе кои што го дале својот живот тогаш заслужуваат навистина да биде могила на поведените. А за парковски површини ви гарантирам дека секаде каде што има слободно парче има предвидено со план, секаде ќе биде парковски површини такви. Дали станува збор за фитнес зони, дали станува збор за не знам, за овие уредени паркови, по примерот еве сега годинава беше уредувано и Врбеско мало парков и помали просторчина каде што има, тука зборувам и за населените места, затоа се многу битни овие урбанистички планови по села кои што треба да се донесат. За 30 села ќе бидат во брз временски период од она како информација што ги имам. Да, апсолутно, не само што јас лично сум љубител на таа работа, туку едноставно, навистина мислам дека сликата и за луѓето кои што живеат околу, и за децата, и за се е одлично да има такви паркови низ, колку што може повеќе низ општина Прилеп. Во интерес на времето би привршувале полека со разговорот и ни остана една тема екологијата. Кои се вашите планови во однос на тоа и заштита на животна средина? Добро, значи зборувавме прво од аспектот на екологија, тука го опфаќам и прашањето кое што ми го поставивте за гасификација, бидејќи една од мерките која што се носи во делот на екологијата и гасификацијата, го одговоривме тоа прашање. Дополнителни мерки се поврзани со субвенции, врзани со клими инвертори. Дополнително мислам дека ќе продолжи исто така делот на субвенции за велосипеди, затоа што со тоа се намалува делот или ќе пробаме да го намалиме делот на возење на возила кои што еколошки загадуваат. Дополнително исто би кажал уште две работи. Едната работа е поврзана со енергетските фасади, кои што планираме во наредниот период да бидат направени. Зборуваме тука циклично, тука не може да се направат тие да ветуваме не знам колку милиони евра или така натаму, меѓутоа и тоа е еден дел и се разбира делот на фотоволтаици кои што посебно во делот на државните институции би било почнат како процес. Серија има на такви мерки, меѓутоа да не биде само да ги разговараме, да се практицира. Тоа со гасификација посебно ми е исклучително важно и тука без разлика што е јавно-приватно партнерство и не е под општината директно, ова предпријатие ако функционира може само како логистичка поддршка на јавното приватно партнерство да функционира, навистина да тој дел на екологија не е Прилеп во најзагадените градови во Македонија, тоа го тврдам. Во однос на мерни станици за мерење на загаденоста на воздухот? Да, апсолутно не е да има дополнително мерни станици, меѓутоа и овие кои што се треба да кои што не се разбира во форма на која што може да се користи во моментот треба да бидат направени. Не треба да се шири фама дека и Прилеп во најзагадените градови. Не е точно тоа. Спомнавте субвенција на клима уреди и инвертори, во изминатиот период општината ја даваше оваа мерка, исто така имаше субвенција на велосипеди, дали ќе продолжи? Да, го кажав и тоа, да. Мислам дека околу 10 милиони денари имаше одвоено за овие година-две. Кога сме кај велосипедите, се изгради на велоинфраструктура во центарот на Прилеп, со новиот булевар. Имаме некои стари велосипедски патеки кои што не се означени, а на нив се паркираат автомобили. Например, таа е како булеварско решение што идиш од влезот на Скопје, така? Да, исто имаме кај Табана, па идемо наредни год, имаме паркирано коли, а веќе си постои патека. Бидат сите оспособени дополнително, кога зборувавме за булеварските решенија, кажав дека за нас исклучително битно е да се продолжи тоа булеварско решение до новата автобуска станица, значи од булевар до таму, и таму дополнително ќе има велосипедски патеки, исто и овој делов на булеварското решение од влезот на Скопје према Прилеп и тука ова што вие го спомнавте се неозначени, значи тука одмат во целост во функција и секаде каде што има можност, вклучително и до Вештачкото езеро, ако се созда услови, да ќе го направиме тоа. И еве за крај последно прашање поврзано со екологијата уште едно. 30 години имаме дрвократство во Прилеп кое што не се спречува. Зошто е тоа така и дали како градоначалник конечно ќе стопирате таа дрвна мафија затоа што навистина не остана дрвце во планините во Прво имаме ситуација кај што ова не е надлежност на локалната самоуправа, да не мислам. Меѓутоа не ја исклучува, да, но не ја исклучува, јас видете. Најмалку сакам зборот ненадлежен да го потребам. Меѓутоа мора да разјасниме заради очекувањата. Да се иницира да навистина ова колку што му бидејќи и капак со пожарите и ова сега што се случува, мислам дека
оголени се шумите, така да се што е врзано со градоначалник и поврзано со иницирање на други органи да профункционираат, ако тоа не го правеле до сега, апсолутно стојам за тоа. И еве за крај, зошто јас како граѓанин би го закружил бројот на Горан Сугарески? Јас прво Што сте поразлични од останатите? Мислам дека сум многу поразличен од останатите, да не звучи нескромно, затоа што го имам политичкото искуство и мислам дека повеќе од сите знам што точно треба на овој град во наредниот период да се случува и затоа и посакувам, меѓутоа и повикувам на масовно гласање на 17 октомври и на тој начин сметам дека граѓаните на вистина во поголем процент се разбира излезени, ќе допринесат да се избери вистински градоначалник кој што ќе го направи најдоброто за својата општина. Господине Сугарески, благодарам за издвоеното време и за овој интервју. Благодарам, Дарко. Драги гледачи, тоа беше кандидатот за градоначалник на СДСМ за престојните локални избори, господин Горан Сугарески, а ние се гледаме во наредното издание на Инфорегион.